Скандал по скандал во здравството. Последен во низата е вчерашниот, кога во јавноста беше обелодената информација дека гинеколог од Србија без лиценца за работа вршела породување со царски рез во Битолската болница. За овој случај кривична пријава добија сопругот на србинката кој бил вработен како гинеколог во болницата во Битола, но и поранешниот заменик министер за здравство и национален координатор во владата на Зоран Заев, докторот Гоце Чакаровски, поради тоа што дозволил докторката да влезе во операционата сала, иако таа немала дозвола да работи во Македонија. Министерот за здравство призна дека за случајот знаел уште од минатата недела. Јас сум го слушнал докторот Чакаровски, немав контакт врска со ова прашање, ми информираше директорката дека има ваков случај во текот на изминатата недела, вчера ова беше во медиумите. И сепак јас ќе очекам официјалниот извештај од надзор. Минатиот месец скандал ја стресе и болницата во Струга, откако родилка обелодени дека по породувањето од болница си заминала без матка, јајник и бубрек. За ова таа поднесе кривична пријава против директорот на болницата Мухамед Асани, кој го извршил породувањето. Уште една пријава за Асани поднесе и семејство од Дебар, кое тврди дека несовесното работење на гинекологот е причина поради која нивната ќерка ќе има трајни последици врз менталниот развој. Државниот здравствен и санитарен инспекторат изврши увити во домот на Асани, но освен забрана за работа во приватната ординација која се наоѓала во неговиот дом, тој се уште е прв човек на болницата во Струга. За неговото разрешување надлежен е министерот за здравство, но Филипче уште го чекал извештајот од лекарската комора. Овие случаи се само два примери за сите пропусти во здравството кои се случија во време на пандемија. Јавноста се уште се сеќава на пациентката од Струга која со часови чекаше лекарска нега легната во комбе на брзата помош, пошто почина поради компликации на COVID-19. И пациентка која се лекувала во Штипската болница почина молејќи за боца кислород. За ниту еден од овие случаи нема одговорност за лекарска грешка.